Благодарам, почитуван председател со комисијата Љупчо. Пред нас е допуна на законот за ловство и накратко би сакал да искоментирам во што се состојат тие измени. Генерално, оваа проблематика ја решававме и претходната година и на некој начин се потврдија моите тези дека кога ќе правите исклучоци, понатаму тие исклучоци стануваат пракса. Имено во 2022 година пролонгиравме ловностопански основи кои не беа изработени да им важи време траењето за уште една година и со надеж дека ЈП Македонски шуми, односно секторот за уредување ќе постаса со работата и ќе се нормализира тој процес, меѓутоа еве пред нас е закон кој решава и други работи, меѓутоа повторно истата проблематика, значи сега сме 2023 година и повторно ќе мораме да пролонгираме одредени планови кои не се сработени, да имат право ловните друштва, односно концесионерите кои ги стопанисуваат тие ловишта, да можат со договор со Министерството да ги користат концесиите за уште една година и повторно со надеж дека во 2023, односно 2024 година ќе се нормализира состојбата и нема да мора овие исклучоци да ги правиме понатаму. Ќе видиме што ќе се случува за понатаму, да оставиме тоа на времето, меѓутоа генерално тоа е тоа што работиме, наместо да работиме долгорочни стратегии за лов, за афирмација на ловниот туризам, иако знаеме дека се спрема законот за лов, генерално целосен, комплетен закон, па тој да можеме да го коментираме, ние сега сме принудени како собрание да на некој начин гасиме пожари, односно да бараме байпас решенија која ќе ја надминат состојбата. Морам да кажам дека законот е потпишен од група на пратеници и на некој начин ова веќе, барем во оваа проблематика, испаѓа дека пратениците се поактивни отколку што е владата и целата таа администрација во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и на некој начин тие ги решаваат проблемите, иако постои регуларно министерство која се занимава со оваа проблематика и која има стотици вработени во својот делокруг, па и специализирани служби за оваа проблематика, меѓутоа еве нашите колеги се нашле да излезат во сусрет на потребите на ловците, што е секако за почитување. Имам генерално малку задршка околу член 5, имено започнатите постапки за концесии, согласно овој закон се сопираат и за нив ќе важи новото законско решение. Прашањето е дали ова е согласно закон и устав, односно дали отпочнатите постапки може да на овој начин со закон ги стопираме, затоа што нели може би подобро да не успеат тие постапки, па да согласно овој закон преминат во друга процедура, меѓутоа тоа оставам на вас да оценете дали има потреба од овој член или нема. Генерално реков, проблематика која решава овој закон е околу дополнителна година за продолжување на концесиите, меѓутоа овде зашто се јави за збор, сакав да искоментирам околу потребата од овој закон, односно дека на јавните аукции, електронски аукции се јавувале лица кои го злоупотребувале системот и на некој начин влијаеле врз можноста да се избере релевантен концесионер кој ќе одговори на потребата. Мој скромен допринос кон оваа проблематика, морам да кажам дека и досегашниот модел за електронска аукција со надавање, нели позитивно надавање со цел да се добие поголема цена, и ова што го предлагате во вториот дел од законот со писмена понуда, најдобра понуда, тоа да биде избран концесионер, нема да го решат овој проблем. Затоа што несериозните играчи повторно ќе ви се јават и во овој модел со несериозни понуди, иако тоа ќе биде еднократна,
овој проблем, ако сакаме да го решиме, треба да се реши со сериозен аванс, односно банкарска гаранција, доколку концесионерот не ги извршува работите, тој аванс да му пропадне. Инаку и двата модела не го решаваат до крај проблемот. Ќе бидам вака, во наводници, ќе дадам мое толкување, реалните проблеми, односно кој да ги добие концесиите се два модела, вака од стручен аспект. Дали тоа да биде концесионер кој ќе понуди најголеми пари, и тоа се обично бизнисмени заљубени во ловот, меѓутоа проблемот е тука што ловот станува играчка за богатите и сврлање на традиционалното ловство и организирање на ловот. Вториот модел е концесиите да ги зимат реално ловците и ловечките друштва кои стануваат, нели, организација, производ на ловци кои традиционално се занимаваат со ова проблематика. Меѓутоа овде проблемот е најчесто слабите финанси кои обично се затвараат со чланарина, неможност за инвестирање реално во ловството и генерално на повеќе места имаме видено низ историјата отворени борби, судири за превласт во ловничките друштва. Комбинација би било идеално, меѓутоа тешко решение, и тоа што сакав да го искоментирам на некој начин е и да сериозно законодавецот или пратениците кои ќе решават ова проблематика во иднина да размислат да се вреднува доброто стопанисување со ловиштата. Во законот да се даде предност и на ловиштата кои се стопанисувани од еден концесионер, обично тоа се, нели, бизнисмени, и на ловечките друштва кои имаат организирано ловно друштво и на тој начин функционира ловничкото друштво, сите оние кои добро стопанисуваат, со закон да и дадеме предност во однос на наредните концесионерства. И на тој начин ќе го решиме проблемот. Не сум сигурен дека со ова што го предлагаме ќе го решиме проблемот, ви кажав зашто. Току да ги фаворизираме оние што се добри. Ако 10 години, 20 години траат тие концесии за ситен и крупен дивеч, инспекторат соодветно тело да оценува бонитет на концесионерот. И на некој начин, ако тој ги освојува максималните поени од добро стопанисување со ловот, без разлика од добро управување со ловиштето, да има предност во наредните концесии. Тоа сакав да го потенцирам и тоа е на некој начин решение трајно да добрите ловишта бидат пронатаму концесионирани и од добри стопанственици, а лошите сите оние кои не ги спроведуваат сите мерки кои се предвидени во ловностопанската основа, да не има таа предност согласно закон, туку таму да одиме со реално надавање кој ќе понуди сериозни суми на пари и на тој начин да го подигнеме ловот на едно повисоко ниво. Тоа ми беше целта добронамерно да ви укажам каде е решењето. Се надевам дека во иднина вакви проблеми ќе ги решиме со закон, а не со ад хок решенија. Благодарам.